Искрено, како да изгледам и не знам како да ви објаснам колку ми тропа срцево со оглед на тоа дека ја започнуваме втората сезона на Фидбек со Елена и навистина сум присреќна и сум прерадосна и не можам да ви го опишам тоа чувство. Но, како и да е, тука сум за вас, за да ви кажам дека ќе имаме навистина многу супер нови соговорници, ќе имаме супер нови теми, без филтри, ќе имаме супер опуштани муабети, ќе имаме многу смеа, ќе имаме многу музика, DJ Брик, како и секогаш е тука со нас. Ќе имаме работи за кои што верувам дека ќе го задржат вашето внимание од првата до последната минута и дека едноставно Фидбек со Елена ќе биде вашиот избор ова вечерно. Ова вечер, ајде така да кажеме. Нема да должам многу, освен дека оние кои што нема да го изгледате премиерното издание на телевизија, ќе можете да не фатите и на YouTube каналот Фидбек со Елена или пак на Instagram профилот исто така Фидбек со Елена. Не должам многу, имам прекрасни гости вечерва кои што не знам како да ви кажам колку им се радувам и ајде да видиме за кого станува збор. И кога ќе кажам дека навистина се радувам дека ќе имам прекрасни гости во студиото и во првата епизода од втората сезона, не го лажам тоа, бидејќи навистина ми се многу драги и како пријатели, меѓутоа и како големи уметници. Како прв мој вечерашен гостин ќе го најавам човекот кој што дише и живее во ритамот, во пулсот на музиката. Човекот кој што го познаваме и како рецензент, и како музички критичар, и како менаџер на голем број на познати светски бендови и музичари, како директор на Скопскиот джез фестивал, како дел од Оффест, сега веќе радиоводител на Джез FM радио и така натаму. Списокот е навистина голем, така да за сето тоа и многу повеќе ќе зборуваме со Костадин Шурбановски. Шурбе. Шурбе, повели. Ајде, здраво. Добро вечер, како си? Одлично. Многу ми е драго што те имам во Фидбек. И мене ми е драго што ми имаш. Супер. На почетокот имаме некои кратки прашања каде што се потпрашуваме онака независно од сето тоа што ќе го зборуваме и може да почнеме. Оффест или Скопје джез фестивал? Многу тешко прашање. Знам. Многу тешко прашање, не можам да одговорам, тоа као две деца имаш и кое дете поише го сакаш. Значи двете подеднакво. Да. Добро. 103 или Джез FM? И тоа е многу тешко прашање, меѓутоа со оглед на километражата сепак 103. DJ или менаџер? И зошто? Па менаџер, што и да значи тоа. Добро, тоа значи договарање, организација на бендови и слично. Да, по-сериозни и по работа која што е позахтевна. Да, се служувам. Џон Колтрейн или Майлс Дейвис од постарите? Ајде, Майлс Дейвис. Добро. Омилен нов автор? Или музичар? Навистина ги има многу. Ајде, Патриша Бренан. Добро. Омилен концерт што си го изгледал до сега? Не мора да е од светот на джез музиката, било кој. Какво тешко прашање. Тешко прашање, знам. Зашто не ме подготвити за овие прашања? Не сакам. Затоа што ако ги знаете, не треба да ги знаете. Па треба вака сега меморијава да си ја освежам. Навистина многу концерти, навистина. Добро, може и неколку шала на страна, може да споменеш некои кои што ти оставиле впечаток. Дали биле во Македонија, дали биле надвор од Македонија? Па во Македонија не би ги спомнувал концертите во кои што учествував како организатор. Затоа би спомнал некои концерти што сум ги гледал надвор, например Сигур Рос во Лондон, Nine Inch Nails во Лондон, Spiritualize во Лондон и така натаму. Супер. Лето или зима? Зима. Повеќе сакаш? Да.
Много интересно. Добро. Омилен дел од Скопје. Исчезна омилените делови од Скопје. За жал, би кажала, но кога би требало да се одбере? Ајде да речеме старата чаршија. Турската чаршија. Да, си уште си има задржано. Кајпирушка или кајпириња? Кајпириња. Како тоа тачно? Зошто? Како мислам? Кајпирошка е дериват, кајпирошка е нешто што произлегува од кајпириња, е главното. Главното е кајпириња, добро, јас да си прашам. Ова е прашам. као некоја, како да кажам, сурогат некој од вистинскиот пијалок. Добро. Саботна вечер, бидејќи е сабота вечер, пред телевизор или сабота со пријатели, искачанка, Ама пијанка? каков телевизор? Кој гледа телевизија? Не знам. Добро, пред компјутер или пред Netflix или пред што и да е. Не, излегување. Излегување? Супер. Шурба, ова се кратките прашања, се гледаме на позиција. Thanks. Да, на сите ви е јасно дека веќе кога ќе си ја слушна музиката од најавната шпица, дека секогаш ме тера на играње, а на играње ме тера и кога сум со вакви прекрасни гости овде во студиото. Навистина немам зборови како треба да ги представам овие, би рекла, вредни гости кои што се денеска со мене, со нас во студиото. Мојот втор вечерешен гостин е исто така поврзан со музиката и тоа од мале нозе. Човек кој што е поврзан исто така и со джезот, и со фјужн, и со веројатно многу други жанрови кои што можеби не ни знам дека постојат, но ќе ни ги објасни тој. Меѓутоа, малку од другата страна за разлика од Шурбе, значи го имаме како композитор, како автор, како гитарист, како музичар. Човекот кој што студираше на Беркли, живееше во Америка, живееше во Берлин, во Италија, па дури спомна и, како спомна, Кина или Јапонија? Кина, добро. Така да на многу места, меѓутоа многу се радувам искрено дека конечно е во Скопје и дека конечно го имаме овде во државава. Убаво е да имаме вакви вредни луѓе кои што и текако им се радуваме затоа што ја представуваат државата во најдобро можно светло и надвор од границите. Дами и господа, Георги Шарески. Кај си бе, Ѓордж? Како си ми? Многу се радувам што сум во емисија кај тебе. Долго време никој не ме поканил во емисија и ептен се израдував дека во твојата емисија сум баш. Не знаеш колку ми е мене кејфете. Гледаш, не знам ни како да ве најавам од што сте ми драги, од што сте ми мили, немам зборови. Ајде одиме со оние кратки прашања за почеток. Джез или фанк? Джез. Дефинитивно. Во однос на фанк, да. Да, јасно, јасно. Кога би требало да одбереш помеѓу солистички концерт и концерт со бенд, што би било тоа? Па еве ова последно што го работаме соло програм за електрична гитара, тоа ми е некако многу блиску се. Повеќе сакам тоа да го работам отколку со бенд моментално. Добро. Америка или Германија? Зборуваме сега и за живот и за работа. Америка, но не земам во предвид живот и работа, повише дека ми е големо влијание како музичар. Американската музика ми е најголемо влијание во тоа што работам. Добро. Скопје или Берлин? Берлин можда. И Берлин, кој ќе се каже? Берлин се знае. Инаку албумот Big Love или Шарески Берлин Юнит? Кога веќе би требало да одбереш? Big Love ми е поскор албум, мислам Берлин Юнит 2016, а Big Love е 2022 или трета, 23 изгледа, да. И е дуо со Марко Јовановиќ, поголем предизвик ми беше да го работам, дека сме само два инструменти и треба и технички да сум многу подобро спремен отколку, да речеме, кога имам цела ритм секција. Што повеќе ти исполнува? Полна концертна сала, онака да пршти од народ, или си пак некој интимен концерт, камерен, со известна група на луѓе? Не ми смета полна сала, не мора да пршти, ама Добре. може да дојдат луѓе, многу луѓе да дојдат и да уживаат во музиката, тоа би ми било многу добро. Добро. Ако не е джез, што би било?
Па и не е джез веќе подолго време. Жанровски некако не знам во што да го вклопам. Некој фјужен го кажуваат како фјужен, меѓутоа не знам, еве, ако можеш да ни го објасниш ти поимат. Така, да. Можеш може понавам малку да дојдеш? Тешко ми е жанровски да го објаснам како тип на музика, зашто има доста од тоа е базирано на джез, импровизирана музика, има доста но има доста и влијание од кантри, од блуз музика и од македонска музика традиционална и се што така да стварно фјужен е од аспект дека се повеќе работи измешани, да, но не е оној джез фјужен или нешто. Така. Кино или театар? Кино. Добра. Автомобил или велосипед? Ова требаше на шурбе да му го пуставам, затоа што знам дека не е симнат од велосипед и дека е човек кој што и дека е човек кој што извозима, се води со велосипед и секоја чест. Шурбе инаку вози велосипед дека не е многу добар шофер. Затоа ли? Добре, јас мислев дека нешто еколошки настроен, нешто. Во Скопје морам да кажам со кола ми е полесно, иако не се движам многу со превозно средство, сакам да шетам пешки. Најдобро е така. Најдобро е пешки. Се гледаме на позиција. Фала. Чекај, се имаме друг ритам. Одамна не сум ја чувала. Одеден ритам на друг се префрламе. Паќаме. Кај си, бе? Морам вака со гушка. Дали си ми добар? Одлично. Нова сезона. Почнуваме втора сезона. Возбуден? Има? Возбуден. Малце поискусен од претходната. Да, поискусен. Јас ја очекувам да те седнам таму и веќе да си втор водител. Ќе биде тоа уште малце. Мора да се опуштиш уште малце и таман ќе биде работа. Кажи ми, имаме прекрасни гости вечерва, дали имаме нешто спремно од музика? И што? Се надевам. Они имаат малце специфични вкусови. Специфични вкусови има. После ќе ги распрашаме што слушаат по дома. По дома, вака во автомобил, дур се тушираат, може би. Ќе видиме, ќе видиме. Може. Супер. Се окей? Се окей, се окей. Ти си на позиција и веќе чекам да видиме што ќе ни пушташ денес и се разбира подготви се после за прашање за гости. Уживајте. Може така. А јас разбира се местам на мојата позиција. И уште еднаш само да најавам дека ми е исклучително драго и ми е исклучителна чест што имам вакви двајца прекрасни гости во студиото и каде што ќе си поразговараме. Јас би рекла еден разговор без филтри, еден опуштен разговор и нешто што предпоставувам ќе биде и наше задоволство, меѓутоа и на вас гледачите. Ајде уште еднаш, добре дојдовте, се вака двајцата заедно. Добре најдовме, многу ми е драго што ја почнуваме новата сезона кај тебе, Елена. Исто. Ајде да почеток некако секогаш ми се наметнува прашањето. Знам дека тоа датира од многу одамна, меѓутоа како започна целата приказна и љубовта генерално кон музиката и конкретно кон ова што го работите денес? Може било кој. Мислам, Шурбе веќе е спремен да Спремен е со одговора? И тука му беше, викам, сега ќе го каже. Добро. Па не знам, сега тоа као многу е тешко да копаш, особено кога имаш многу години, кога си почнал, меѓутоа тоа како и кај сите почнал во некои тинејџерски години. Или кога почнеш да се интересираш за музика, гледаш дека музиката е кул, барем тогаш била, денес не е толку, за жал. И почнеш да се интересираш, да копаш, да правиш некои работи и со тек на време ти станува обсесија и професија. Баш така, убаво го склупи. Ѓурге, кај тебе? Кај мене од секогаш сакав да сум гитарист. Како мал гледав филмови со Елвис Присли. Значи гитарата беше инструментот. Сакав гитара, да. И да пеам сакав, ама долго време ми требаше. Па пеам од последни неколку години, иначе до тогаш не пеев фич. Некој ми кажа дека не пеам многу добро и не пеев стварно долго време.
И сега се распеав како Слави. Ке ви спеам после нешто. Само да дополнам, не знам дали знаете дека Ѓорги Шарески е гитарист, бидејќи не знае да свири пијано. Он се обидел со пијаното, меѓутоа не му идало и се префрлил на... Да, вистина. Ова беше вратка, добро, ја осети вратката, но како и да е. Супер, јас мора и на гледачите да им кажам дека туку има шали меѓусебни, така да... Ние сме стари пријатели, ја и Шурбе. Така е. Шурбе е постар. Постар пријател. Еве го тој момент. Двајцата сте некако споени со џезот. Што го прави џезот толку посебен? Не знам како е кај господинот Шарески, меѓутоа во мојот случај она што ме привлекува кај џезот е слободата. Пред се слободата, значи слободата на импровизација, на израз, на себе изразување, има преголема палета на можности. Тоа мене ме фасцинира и ме привлекува пред се кај џезот. Се разбира и многу други работи. Добро. Јас не сум веќе толку поврзан тесно со џезот. Добро. Иако тоа го учев, мислам, јас сум аранжер и композитор за џез музика, тоа завршив, не за било каква музика, ама веќе долго време сум излезен од таа жанровски строго определена дефиниција. Што е нормално, човек кога расте, или мислам дека е нормално, да, јас така така си викам исто, дека човек треба да има прогрес или ако не е прогрес да има некои промени. Не може да ни се свијаат истите работи што не се свијале кога сме имали 18 години. Тогаш нешто не е во ред, ако само тие работи не се свијаат истите. Така, треба расти развој во секој можен поглед. И двајцата сте многу големи, би рекла, во тоа што го работите и колку одредени уметници, затоа што се разбираме. Секогаш има уметник и уметник, има како што има пејач и пејач, како што има, не знам, гитарист и гитарист. Што е тоа што еден музичар го прави голем, посебен и она што е најважно прифатлив од страна на средината, а посебно па во светски рамки? Ја прво би сакал да те поправам дека сме многу големи. Тоа воопшто не е точно. Ја додуче во своје име зборувам. Не, збори за мене, нема вeze. Не, јас сакам. Многу ми се допаѓа тоа кога ќе викнат гости кои ќе кажат како се они многу успешни, како се они многу големи, меѓутоа се е тоа многу релативно. Што е тоа успех, што е тоа големина, тоа се мери по многу критериуми, така што не знам дали сум ја голем и успешен, всушност не. Добро, може јас така да ве доживувам. Може. Тоа е едно мое видување, затоа што навистина првенствено 25 години занимавање со организација на такви фестивали и слично не било малку и организација на таков тип на настани, музичари и слично, но како и да е. Сега ме интересира на другата страна. Што значи, односно што треба да поседува еден музичар, а сте ги виделе, сте соработувале со нив, за да биде светски признаен? Освен квалитетот, сега треба да знае да свири, така треба да знае да биде музичар. Меѓутоа, што е она нешто друго што треба да го Сакаш, Шурбе, ти да кажеш? Би Шурбе само ако има нешто да се поправи, тогаш откажува. Шурбе само да искара нешто, не. Друго не. Кај мене е многу важно да е некој уникатен. И да ми го... Еве, сега бев и на џез фестивалот, бев на некој концерт, имаше многу добри работи. Ама на 12 ноември, мислам, одам во Приштина на концерт на мојот омилен гитарист, Бил Фризел. Доаѓа во Приштина да свири. Долги години сакам да одам да го видам. И тој ми е омилен баш поради тоа дека свири на многу уникатен начин, ама и повеќе од тоа мислам дека имаме сличен сензибилитет некој и без да го откриам кога учев џез, кога веќе бев оформен до негде како музичар, го открив Бил Фризел и видов дека имаме сличен сензибилитет и некако тоа мене ми се допаѓа. На други не мора да им се допаѓа, не мора да значи дека е тој успешен или ете често пати успехот да полни сали или нешто така не е исто со тоа да е како музичар совршен или да е... Апсолутно, не е секогаш. Тоа сакам да кажам. Имат звезди кои што, например, се
ниту и се квалитетни во пеење, ниту пак толку се добри музичари, меѓутоа полнат сали и се апсолутно успешни, за разлика од некој друг кој што може да е врвен музичар, а не може да го исполни. Да, ја би се согласил со господинот Шаревски. Уникатноста треба да биде на пиедесталот на критериуми дали некој е светски познат, признат и квалитетен или не. Значи, уникатноста е она што се вели да има собствен глас, собствен израз. Баш така. Јас слушнав, само кратко, слушнав еден бенд од овде пред година, дена, две, некам да го кажам, бендот и ги слушнав и викам, вау, каква музика, оригинална, немав слушната таква музика. И после некој ми пушти странски бендови, има 10 такви, што ја работат таа музика, познати бендови се. И во ствари ова испадна дека само копија, само ја не сум информиран. Ете. Да, многу е битно човек да биде информиран, бидејќи ако не информиран ќе помисли дека некој е супер оригинален како во случајот, а тој уствари 10 копија. Да, така е. Дали сте размислувале што би биле доколку не сте тоа што сте денес? Дали имате професија number 2? Дали некогаш сте размислувале? Јас знам дека сте... Јас сум размислил дека би бил многу добар мајстор, да поправам работи. За музички инструменти мислиш или генерално? Да поправам бойлер дома или нешто такво. Дека не ме бива многу за тие работи, ама дека никад не сум ги правил, ама сега нека учам работи и многу добро ми идат тие работи. Така да можам да се префрлам на мајстор за некој време. Браво, Ѓурги, ништо ми се расипа по домак и после ќе те прашам. Ќе дојдам. Многу ми се допаѓа овој одговор на Ѓурги, јас сум на таа линија, ја би бил точкар. Видиш? Ја мислам ти бил полицаец, Широ. Веќе почнав својот точак да си го поправам и си ги лепам гумите, бидејќи ако сте забележале во градов точкарите веќе не лепат гуми, туку им ги менјаат за нови. Одма се менува гума, точно. И тоа е прво не еколошки, скроз, бидејќи сме загушени во смог и често луѓето се жалат дека смрди на гума. Кои се тие гуми што се палат? Нека размислат малку луѓето, па ќе сватат дека тоа се тие гуми што меѓу другото точкарите ги фрлаат и ставаат нови. Јас сум за лепење на гуми и сам си ги лепам и на сите пријатели им велам дајте ми ги гумите да ви ги залепам. Ќе ви одговараат и тие две професии да знаат. Може заедно бизнес да отвориме. Мислам дека супер. Ќе бидеме постари малку. Може. Да. Постои ли некаков рецепт? Имаш ли, еве Ѓурги, ти конкретно некаков ритуал пред почеток на концерт или слично? Пред самиот почеток имам еден ритуал кај што зимам воздух длабоко преку нос. И го задржувам 5 секунди и го испуштам многу споро воздухот и правам така 5-6 пати и после сум као нов. Ама немаш ритуали од типот на мантрање, чистење по дома? Не, и можда едно виски да испијам. Не знам како. Немам таки, да. Не, Шурбе? Ти? Конкретно, не знам, пред некаков настап, организација или било како? Ништо, немам време за такви да работи. Мислиш за тоа? Директно влегувам во приказната. Добро, интересно. Сега, бидејќи двајцата имате и креативна работа, од секогаш ме интересирало дали повеќе уживате можеби во процесот на креирање, што би значило процес на работа, трчкарење, организирање, вртање телефони во случај, или кај тебе подготовка на песна, па ова чини, па ова не чини, па продукцијски, па снимање во студио и слично, дали повеќе тоа ве исполнува или крајниот продукт, финишот? Па во мојот случај, кога ќе слушнеш публиката како аплаудира на крајот на концертот, по можност да се станат и сите, нели, она што се нарекува standing ovations, тоа е круната и тоа е она задоволство што дури ми навираат солзи на очите од трогнато, сега малку патетичен сум. Меѓутоа тоа е тоа зашто се живее, зашто вреди да се работи, а оној процес помеѓу, кој што е многу помачен, многу потежок, многу понапорен, тој мора да се изоди, ама не е толку убав и не е зафален. Да, малку е потежок,
Меѓутоа, не знам, Ѓорги, може би ти повеќе уживаш во процесот Кај мене, да, процесот на компонирање ми е омилен процес. Тоа можам да го правам бесконечно долго, можам да седнам без да се уморам, да работам 3 дена на компонирање, сам, изолиран. А веќе во последниве години не ми е толку задоволство на бина, не сакам толку да сум во центар на внимание, да сум во спотлайт, ама сакам да сум подобар гитарист и подобар музичар секогаш и затоа ги влегов со овој соло проект во последнава година да го работам, зашто барам многу од мене и да се спремам дома, што исто композиторски дел и тоа кај мене, исто креативен дел, да ги искомпонирам песните и да ги спевам за концерт. Оно непријатно прашање, што треба да го прашам, Шурбе, зошто се откажа од Скопскиот джез фестивал? Па, после толку години. Да, речи си 25 години бев дел од таа приказна и се што имам научено сум стекнал тамо и сум многу благодарен, се разбира, затоа што тоа што сум денес е практично резултат на мојот ангажман тамо. Меѓутоа во еден момент почувствував дека ми треба промена и промената е многу битна во животот. Луѓето дури ми викаат ти си лут, ти си ненормален кој напушта работа во денешно време. Не само тоа, него кога се кажеше Скопски джез фестивал, ни беше Шурбе. Па да. Ликот беше ти. Меѓутоа во одреден момент од причини за кои што не би сакал сега да зборувам јавно, се случи тоа да јас напуштам и за добро, for good, што би се рекло, затоа што со затворање на една врата се отворија многу други врата. Секогаш е така. И би сакал луѓето да ги охрабрам, сега да не звучам како мотивационен говорник, меѓутоа да ги охрабрам луѓето кои што сакаат промени, кои што сакаат да видат нешто друго, да пробаат нешто друго, да го направат тоа. Да го направат тој чекор, затоа што промените се добри. Многу се важни, се служувам. Сега меѓу другото си во радио, работиш во Jazz FM. Да. Кога можеме да те слушаме, како можеме да те слушаме? слушаме? Имам 2 емисии на Jazz FM. Во вторник емисијата се вика Take 5, каде што представувам 5 нови свежи албуми од светот на джезот и неговото соседство, така го нарекувам ја, што е прилично амбициозен проект да најдеш 5 нови албуми добри секоја недела. А второто шоу се вика Мојот джез, каде што поканувам гости кои што ја презентираат својата музика и разговараме. Требаше да биде оваа недела, меѓутоа ќе биде следната. Супер. Така што се надевам ќе дојде и ќе се одзве на мојата покана. Пола сат порано ќе дојде. Со чекање пред врата. Да, инаку покрај мојот ангажман во радио, стартував и своја промотерска компанија што се вика Розе Кадилак, веќе 2 концерти реализирав. Така ти се викаше емисијата на 103-ка. Да. И се бавам со букинг на наши бендови во странство, се обидувам да ги извезам надвор, бидејќи мислам дека е тоа сега најбитното нешто за нашите музичари, бидејќи покочани, а и предкочани. Имавме, музичарите има многу стеснета можност да настапи во Македонија, а тоа сега е уште поневозможно, бидејќи клубови и се тоа наместо да се отворат, се затвораат. Така што е исклучително битно, се надам дека и Ѓорги ќе ме поддржи за македонските музичари кои што се неверојатно талентирани. Да останат овде, туку треба да се... Да излезат на. Така, се служувам. Се служувам супер. На тоа се фокусирам во последно време. Супер. Ѓорги, ти работиш на нешто многу интересно во последно време. Покрај тоа што имаш соло концерти, морам да признаам дека го гледав соло концертот на Ѓорги Шарески во салонот 1919 и беше фантастичен. Јас би рекла една интимна, убава, приказна, весела, позитивна и некако излегов многу посреќна од таму. Тоа беше и целта на концертот. Тоа беше и целта, верувам, и да не ти била, ја постигна. Програмот го спремив така да има различни работи се случуваат во целиот концерт. Уживање, вистинско уживање. Да, дури оние тажни песни што ги имам неколку и тие се со
прво се малце можда тажни, ама после се многу надежни, се претвараат во надеж и веќе не се нешто тажно. Ама и просторот беше таков, ја да, примаше таа музика. Да, просторот е многу интимен. Јас сум заљубен во таа сала. Таму бев прв пат на концерт како дете, на некој класичен концерт бев и од тогаш се заљубив во салата и имам свирано неколку пати во Kids изминативе 3-4 години и со трио и овој соло концерт и да. Супер. Она што сега најново го правиш е Буквождер, музиката за Буквождер. Кажи ни нешто повеќе. Да, значи изминатава година почнав го добив мојот на некој начин прв композиторски ангажман, каде што добив да работам музика за Буквождер, нова анимирана серија што ќе излегува на 8 ноември. Тој е на местото на Бушева азбука, само да им кажеме. Тоа е дел од Бушева азбука, не е на местото, нема нешто сосема различно, да. Така. Како вие модерни анимирани цртани што ги гледаме на телевизија, ама немам видено толку, поголем дел од таа музика ја правев паралелно додека се прави анимациите, така да на некој начин и на слепо ја правев, но работев блиску со режисерот Ѓорги Унковски, кој што точно знаеше што сака. Правевме доста промени и се посветив на овој проект во право време ми стигна проектот дека имам 3 годишен син и он сака цртани многу и често сум изложен на цртани, гледаме. И така да во право време добив ангажман што каков што цел. Ние си прашавме како што е редот, дали смееш да ни отсвириш нешто од таа музика, па може ли сега да го направиме тоа? Значи можам да ви отсвирам не од таа музика, но ќе ви отсвирам од една од причините поради кои што мислам го добив овој ангажман е тоа што почнав да работам песни, детски песни по текстови на Владимир Лукаш. Не знам толку знаете Владимир Лукаш. Да, како не? Луки е супер лик. Супер, многу е хумористичен. Мултимедијален уметник и е поет, имам супер книга за деца, се вика Пуза мите, пуза сите. И тука има многу детски песнички и јас направив неколку од тие што кои стигна до продуцентите на Види вака, Горан Игич и Мите Кузевски. И они, мислам, поради тоа инсистираа главно јас да работам целата музика за цртан, што испадна многу добро. Баш ти се радувам, а и дел од тоа што слушнав ме воодушеви, морам да признам, и затоа инсистирам да слушнам. Супер, може да ви отсирам, додов спремен. Се спремам, јас ќе си залегнам овде во мојата фотилја. Шурбе, подготви се. Брик. Шурбе не ја слушнал оваа песна. Гасиме. И слушаме. Значи, прво да ви кажам, оваа песна се вика... Не, прво ќе ви кажам, оваа песна е за еден проблем, за кој што малку луѓе знаат, а тоа е дека сите животни што живеат во шуми, во џунгли, во било што, имаат еден главен проблем за кој што не се зборува, а тоа е кога сакаат нешто да запишат, немаат пенкало, немаат хартија, немаат на што да запишат. Тоа е голем проблем. Голем проблем е. И оваа песна е за еден слон што сакал да напише поема и му дошла јака инспирација, сакал да напише поема, ама немал како, немал ни пенкал ни хартија, ама се сетил дека може со перо од гуска да напише, не знам што ќе користи за туш, ама нешто имале таму. Од некоја бара, од некаде. Ајде. Седнал слонот да напише љубовна ода. Оти нели љубовта е во мода. И така си седел и си чекал, по инспирација си пекал со сурлето си трубел пивко, му ви бркал со павчето сивко. Размислувал за магарешки уши, јадел дајкони, риби зли круши и си рекол, имам ум која меба гуски, но перо е тоа што ми треба. Имам ум која меба гуски, но перо е тоа што ми треба, што ми треба. Тирири, 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 даун, 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 ти даун. И
Излегол надвор гуска да најде дур сонцето, в шума не зајде да и побара назаем пердувче бело, да напише нов Хамлет или Отело, гуско, гувче, вревел тој слон. Одике му киднел поетскиот сон. Имам ум која меба, гускино перо е тоа што ми треба. Имам ум која меба, гускино перо е тоа што ми треба, што ми треба. Тирири, 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 даун, 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 тири, даун. Но гуските веќе биле на полпат кон југ. И слоновскиот мозок рекол, чук, чук, чук. Кој? Прашал тој со збунет глас. Како кој? Па тоа си ти и јас. Јас? Се зачудили, полетал кон Венера. Да напише стихови за новата ера. Пишал: имам ум која меба, гускино перо е тоа што ми треба. Имам ум која меба, гускино перо е тоа што ми треба. Имам ум која меба, гускино перо е тоа што ми треба. Имам ум која меба, гускино перо е тоа што ми треба. Тирири, 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 даун, 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 дин, дум, чачикатум, чачикатум, чачикатум. Фала, благодарам. Ево цело студио аплауз. Фала ви многу. Ја би го нарекол некоја детска босанова. Колку е, да, интересно, јас се воодушевив. Браво и текстот супер и композицијата. Сега вие свирам во соло форма, иначе ја снимам во студио кај што има пратечи, многу што ги пеам исто јас и да има други инструменти, све аранжмански ќе биде многу побогата и добро пееш. Добро пееш, тоа сакам, истото му го кажав, добро пееш. Как ви има? И молим те, сакам да дознам нешто повеќе за гитара, со оглед на тоа дека вакво нешто не имам видено. Ова е гитара која што ми ја направи еден мајстор, а сам си ја нацртав. И ми ја направи еден мајстор од Србија, се вика Бренус фирмата, БРНУС. И сакав мал инструмент. Позгодно ти е на таква? Многу е позгодно, да, и можам да ја носам цел ден, може вака да се стои, дека као 2 кила тежи гитарата. Да, не обично гитари се по 3-4 кила и повеќе, не знам. И е многу згодна дека е мала и е како да е дел од моето тело малце. И како што се движам и све и тука ми е, како да ми е дел од телото, стварно, како да е продолжение од мене. Така, кога сме веќе кај музиката, ќе направиме една мала кратка пауза и со изборот на Шурбе, бидејќи секогаш знаете дека во Фидбек со Илена правиме една пауза и некако сакаме да испромовираме македонската музика. Овој пат ќе дадеме подршка на Крста Ружевски, меѓутоа Шурбе ќе ни каже зошто. Па зошто? На страна тоа што сум на некој начин менаџер и агент негов и најдобар пријател, станува збор за исклучително... на другарска база, значи. Па, да, обично се вели дека не треба да се меша пријателство и бизнис, меѓутоа во случајов тоа не е така, затоа што имам работа со прекрасен човек. Така. Тоа е многу битно веројатно во сите области, меѓутоа во музиката па е птен да човекот биде нормален, бидејќи навистина во музика имаме секакви луѓе. Се отидено. Да. Не само во музиката. Сега, така. И човекот е неверојатно талентиран, си има друга работа он, од која што живее. Ова би му дошло нешто како хоби, меѓутоа многу сериозно хоби, затоа што го работи многу професионално. Има дури 7 албуми зад себе, што е чудо. Баш на еден вечера со Томика Рид, познатата джез виоленчелистка, таа ми рече, па овој човек во Њујорк си ќути цело време, скромен е, ништо не кажува, а он уствари имал 7 албуми. Ја, која што сум, тоа ми е работа, джез виоленчелистка, секој ден имам концерти, секој ден имам некои ангажмани, имам 4 албуми. Овој како стигна 7 да направи? Да. Чудо од човек, навистина. Со која песна, кој е изборот на песна? Па Кркардаш, тоа е комбинација, музиката е на, тоа е всушност Корковадо, познатата боса нова стандард композиција, а текстот е него. Значи некоја
македонско-бразилско-битолска комбинација, која што совршено е склопена. Супер, режија може да слушнаме. Grano djeni malo, temen krstka i krkrtaš, slabosti v mornici na tvojto telo. Hladná podnesonica, Marijovská tresenica, a od nadvor blagi zvuci, ďubská svadba, komšijska kapka, toga sakam da som ja. Stopen v tvojte skutovi, so pesni od babe žoby Sarajevský. Iduri zaspívam, čuden som da sonovam, kako letaš mlade pod okeanom. Među korali temjani sončom. Sakam da sam ja stopen v tvojte skutovi, so pesni od babe žobi Mančevský. Iduri zaspívam, strašen som da sonuvam, kako letaš pa padeš pod okean. Među korali temjani sončogled. Krstka i krkrdaš, labok zdih v mornici na tvojto telo. Hladná podnesonica, Marijovská tresenica, a niz prozor daleku se gleda pelista oprekrasen. Супер, еве се враќаме назад во студиото, го слушнавме изборот на Шурбе, морам да признам одлична numera. Шурбе. Тука е моментот кога ќе си го вклучиме и Брик, нема да го оставиме туку така. Брик, пукај со твоите прашања да видиме што имаш да им поставиш на гостите. Ајде, ќе прашаме едно прашање. Си имаме на мака јас. Со сопругата секогаш имам мака, ме прашува, добро бе, мораш ли вика да пиеш вика алкохол секогаш кога пушташ музика? Бе викам една-две пијачки да ме расположат. Па сакам да ве прашам, дали пред настап, пред такво нешто? Супер прашање! Супер прашање! Дали ви треба нешто да се опуштите? Еве, он ми е колега диџеј, може да каже. Ета, гледа. Разведи се одма. Инаку Шурбеира. Шурбеира беше диџејското име, памтам. Шурбеира. Да, си пијам ја пиво. Бразилско диџејско. Си пијам пиво за време на диџејски настапи и јас за тоа предизвикува понекогаш непријатности што мораш да идеш во ВЦ, па на луѓето пред ВЦ им објаснеш дека ќе ти заврши песната. Дека ти си диџејот, ве молам побрзо пуштате ме. Те гледаат малку под око, меѓутоа тоа е тоа. Добро. Јас не икам да промовирам пиење на телевизија, ама знам некад да се напијам некоја виски или нешто пред концерт.
Обично сакам оние пијачки горки што се добри за стомак. Така. Да го смират желудникот малце и стомакот. Ginger Али beer. поише као лек. Добро, не сум само јас. Значи, по една-две пијачки... Колку се фини вака на програма, да ви кажам. Може. Прекрасни. Јас овде ќе се надоврзам со уште едно прашање на твоето. А тоа е, да не ве прашавме во суштина каков тип на музика се слушате онака. Меѓу другото, значи, цело време зборуваме за некоја повеќе джез варијанта, фјужн варијанта и светска музика и така натаму. Меѓутоа, што е она што, не знам, ви возбудува? Сакате да слушате во кола, на слушалки додека го возиш велосипедот, додека се туширате по дома? Јас слушам само Jazz FM во последно време. Сериозно слушам Jazz FM и предходно слушав, ама не живеев овде долго време, па секогаш кога ќе дојдем во Скопје. Сериозно добро радио, посебно прирасна во сериозно добро радио. Да, и 24 часа джез ниедно во светот нема без оној, да речеме, смут джез да пуштаат 90% од времето, овде пуштаат многу добра музика. Има супер програми и многу ми е драго што имаме такво радио. Само тоа слушам во кола, можда на пат кој идам да се пуштам реално и радио се слуша најчесто. Да, али Jazz FM ми е супер. И плюс ме добро, има некој жанр информираат и за на музика концерт. што ти се допаѓа друг. Не знам, дали можеме Ѓурги да го чуеме да слуша рок музика? Како не, јас мојата позадина и во рок музика и све, јас сум фан на Френк Запа, и на оние класични, на Led Zeppelin, на AC/DC, на све тоа. Електронска музика, например? Електронска музика, морам да признам, не сум голем фан, ама затоа многу сакам кантри. Добро. Кантри сакам многу, да. Супер, супер, баш интересно. Повише сакам песни каде што има пеење, каде што ми е важен текстот, а инструментални песни ми е важно да е нешто да ми прави убаво чувство. Шурва? Да, многу интересно ова со кантри, се сеќавам на времето кога почнав да пуштам кантри на 103-ка. Тоа беше нешто као богохулие, меѓутоа не пуштав на традиционално кантри, него нешто што се нарекува нью кантри. И тоа за мене беше возбудливо, не за сите додуше. Меѓутоа, ја имам многу широк диазепам. Така, стално си го викаме сите, широк диазепам. И стилови кои што ги сакам и за разлика од Ѓорги, ја помалку слушам радио, а повеќе слушам нешто што би го презентирал на радио, а тоа не е лесна задача, затоа што има навистина многу продукција денес и сето тоа мора да помине низ еден филтер, 1, 2, 3 филтери, за да го презентираш на вистински начин таму кај што го презентираш. И тоа бара на вистина целосно посветување на слушање. Слушам секаква музика од инди... Посебно кога ги даваш и осврт, кога даваш на тоа, кога треба да го објасниш. Значи инди рок, соул фанк, хип-хоп, джез, Африка, Бразил, се и сешто. Одиме со втората номера, односно изборот на Ѓурги Шарески. Не можам никако насловот да го запамтам. Дрлка. Дрлка. Тоа е нешто на очите што имате кога ќе станете од Савајвер. Па јас не го викам дрлка. Не знам како се вика на македонски дрлка. Не се вика дрлка. Дрлка, чекај, не различно го викаат. Гуралка го викаат. Да. Знам, ама дрлка може би е по-македонски, така е. Да, не знам, јас сакам да го викам дрлка и е за кога ќе станеш од Савајле и си спил многу. Да. Иначе во изведба... И си собрал дрлки вака на очиве, добро? Ова е со оркестар поголем, за кој што го направив аранжманот на мојата композиција и свирам и јас. Ова е G&M Magical Orchestra. Одлично. Ајде, може режија.
Да, се убедивме што значи дрлка, дека ова вака кога си ги чистите очињата додека спиете. Јас и Шурбе го знаеме како гурелка, други го знаат како дрлка, но како и да е интересен збор, рековме има многу согласки на едно место. Последното прашање некако ни летна времево. Ама така, кога ви е убаво со некој и брзо ви минува времето. Последното прашање е за фидбекот. Всушност, така и се вика емисијата. Кој е фидбекот што го добивате од тоа што сте и од тоа што го работите? Ајде, господин гитарист, имаш Ајде, Шарески и повели. Значи, јас од ова што го работам, ако не го работам, јас сум пола човек. Имав долг период кај што немав ангажман, јас како човек се сменив тотално. И морав сам да почнам да си правам ангажмани за да се вратам на тој што навистина сум. Многу ми е важно да го работам ова. Без ова не знам што би можел да правам друго. Не за да преживам, него што би правел, што ќе ми направи вака убаво да се осеќам. Да ми исполни, да ми биде предизвик и да ми биде некоја цел. Така да, мене ова што ми го дава музиката не може ништо друго да ми го даде. Добро, може да сидни. Добро, тоа ми е така поважно. Ако имам некој така. Сето вкупно си оди во пакет. Да. Добро. Шурбак? Да Аплаузот го слушнавме дека е многу битен, откако ќе се изорганизира нешто добро. Меѓутоа, морам да признам дека ние како луѓе сме многу, мислам кај нас во Македонија, сме многу скржави во давање на фидбек. Не сакаме да му придеме на човекот кој што направил нешто или извел нешто, па дури да го критикуваме и тоа е некаков фидбек. Повише сакаме да си муабетиме во нашите кругчиња, да оговараме, што не е убаво. Например, еве, кога пуштам музика и кога има некои странци во просторијата, редовно доаѓаат и ти викаат thank you for your music, beautiful music. Така е. Многу ретко се случува тоа од наши луѓе. Тоа може и диџејот да потврди. За жал, да, така е. Да добивам аплаузи на крај, сам ретко е. Се случува. Ама се случува до негде, може да и се поправаме. Не знам, иначе така е, се согласувам со се што. Тоа е тоа. Добро, ви благодарам многу што бевте дел од фидбек од првата епизода од втората сезона. Еве, го отворивме некако со вас. Јас ќе се сиднам овде до вас таман за да си ја одјавиме емисијата како што треба, да ви се заблагодарам уште прекрасни. Прекрасни бевте. Супер. Овде ви кажуваме чао, имајте чао. Имајте прекрасна вечер и се разбира се гледаме во следна сабота.